Дистрих, Civil Press Studio, интервју на Зоран Иванов со Мирко Попов. Википедија за Мирко Попов. Од млад, од раните 80-ти, купува плочи. Неколкуте авангардни музички револуции, високиот квалитет на поп музиката од тоа време помогнале да развие здрава љубопитност, дивергентен музички вкус и ориентација кон постојан прогрес. Првиот професионален диџеј ангажман го добил во 92 година и отогаш не престанува со јавни настапи. Истата година добива простор во култното Скопско музичко радио канал 103, што е еден од клучните моменти во неговиот развој како личност и музичар. Од 2008 до 2010 година е и главен и одговорен уредник на музичкото радио канал 103 при Македонската радиотелевизија при Македонското радио. Проектот прогресивната мултимедијална група ПМГ колектив во 1995 година од Мирко Попов и Александар Малевски е манифест на акција која треба да го победи незадоволството од актуелната состојба. ПМГ прераснува во водечка, авангардна сила на скопските улици, одговорна за широк спектар акции, од наркоеуфории до музички револуции. Журките на ПМГ од 1990 биле суштината на скопскиот урбан фолклор од тоа време, а Мирко Попов како диџеј има можност редовно да настапува низ регионот, но и на некои привлечни европски клубски одредишта. И така, се до 1998 година, кога ја формира ПМГ Рекординс, дискографска куќа со цел промоција на музиката на новото време. И театарот исто така бил или е се уште ќе ни каже негово хоби, но темата на ова интервју е малку поинаква. Мирко Попов овде во Дистрих нема остапки, добро дојдовте. Добро во Civil Press Studio. Ќе дополните ли нешто на Википедија? Има уште многу редови, но дали е главното ова за Мирко Попов? Да, главното е тоа, можеби е малку нескромно зборам сега нели за својата Википедија, можеби би додал дека суштината зашто све ова го работам, зашто сум организатор на настани, зашто издавам туѓа музика, е меѓу другото да создам простор да стварам своја музика. Една од главните предизвици во мојот живот е да компонирам и да правам песни кои мене ми се допаѓаат, преку кои ги кажувам работите кои сакам да ги кажам, и така да меѓу време успеав да искомпонирам и 20 албуми со разни проекти, што ми е особено битно заради тоа што тоа го сонував као мал. Добро, може ова да се сублимира и да го внесете вие на некој начин во Википедија како додаток на... Можда не е лошо некој ден да се позанимаваме со тоа. Да, бидејќи терминот ни е многу куса, има многу што да се разговара, ќе дојдеме од музиката до политиката и насад. Ајде, поред 103-ка, што бараше Мирко Попов таму и што е 103-ка за Мирко Попов? Ви одзема нешто или ви додаде 103-ка? 103-ка е првиот, а можеби него очигледно и најбитниот, да речеме, културен импакт, културен судрив во мојот живот. Ја бев клинец, многу ентузијастички, напален за култура, за музика, сакав да кажам што имам да кажам и мислам дека имав што да кажам. 103 беше првото место каде што ја слободно можев да кажам што сакам да кажам, да ја пуштам музиката која ќе ја пуштам и да ги развивам сопствените идеи. Многу брзо, уште од 92, веќе во 93-та бев една од клучните фигури таму на канал 103, диџокеј не само на радиото, него и на клубските вечери на 103 кој во тоа време внесоа вистинска револуција во скопскиот ноќен живот и донесоа некои музики кои до тогаш не биле пуштани или не биле во континуитет пуштани. Така, на 1 мај годинава 103-ка напуни 30 години. 30 години. Не е таа 103-ка од твоето, од вашето време, различно. но на 40 години можебе повторно ќе преземе некоја генерација што може да ја афирмира до тој степен како искрено се надевам. 103 во 90-тите беше еден вид на интернет пред интернетот. Она што е денес интернет за денешните генерации, значи извор на неверојатен извор на информации. 103 во 90-тите беше интернет за младината, скопската младина. И тоа онаа попрогресивната, поалтернативна скопска младина е единственото место каде што можете да слушнете таа музика, но не само таа музика, него и тие ставови, па и тие политички тенденции и тој слободен
слободен говор беше Канал 103 во тоа време, што значи за еден млад човек како мене беше фантастичен простор да можам да се изразам, но и да се развијам и да се произведам во она што сум денес. Добро, да дополнам, слободно да се изразите. Да, слободно да се изразам. Во тој конгломерат Македонска радио и телевизија беше како имавте некој слоган светлата точка во темните ходници на Македонската радио и телевизија. Тоа е еден од джингловите, јас всушност на еден од начините како изработив својата слобода и сам пред себе, но и во јавноста, пишувајќи ги джингловите, мислам дека 80-90% од джингловите многу популарни во тоа инаку златно доба го викаат на Канал 103 ги пишував јас ми кој овој джингл кој го споменавте Канал 103 искра светлина од мрачните лабиринти на Македонската радио телевизија. Добро, јас таму работев во тие мрачни лабиринти и ние и мојата генерација се бореше за некоја вистина, за некоја правда. Нормално ја немавме таа слобода што вие имавте во 103, но и таа слобода некој ви ја обезбеди таму. Дали Мирко Попов размислува, фантазира малку дека 103 може да ја поврати тој имидж, таа кондиција од тоа време со некоја нова генерација? Дали помагате вашата генерација во тој правец? Дали лобирате за нешто? Правите ли неколку притисок? Видете, додека најпрво благодарна за таа генерација која овозможи да се создаде 103, и вие бевте таму и господинот Чашул и некои други луѓе, ние некако ви се оттргнавме од рацете и си ја земавме сами својата слобода. Ние ве пуштивме. Да, но добро, веројатно, мислам, не знам, нас не беше херојско тоа време, кога сакавме да мислиме дека сами сме си ја извојувале слободата, нормално дека ве почитуваме вас и секогаш ќе ве почитуваме. Само заради гледачите, точно е дека вие сами ја баравте и си ја добивте. No. Имавме, мислам, ја веќе неколку години не сум во Канал 103, немам во моментот некое мислење дека тоа е се уште, мислам дека тој Канал 103 денеска ја нема суштината на вистинскиот Канал 103, поминаа многу време, можеби си го одработе своето, но можам да зборувам за времето кога пред 10, можеби 15 години кога се обидувавме ние една постара екипа во Канал 103. Канал 103 тогаш се уште имаше структура на вистинско радио и имаше 20-30 музички соработници и имаше еден куп млади луѓе кои беа навистина прекрасни и кои барем нас не се чинеше дека носат некоја нова енергија со себе. Ние се обидовме буквално да им ја префрлиме топката, во нивниот двор, одговорноста да ја поведат напред Канал 103, но се чини дека таа некоја млада генерација од тоа време не беше доволно гладна за превземање на таа одговорност или можеби не знам каде лежи проблемот зашто тоа тие не го направија. И мислам дека за тоа и 103 се на некој начин се потроши и денеска не е она што беше. Се надевам дека можеби, мислам со некоја добра структура, со некој добар план и со вистинските луѓе од втор план, дефинитивно може да се направи некакво ново радио, но ја во моментот не сонувам за таа 103 што било, мислам дека таа приказна е завршена. Се е можно да во Википедија прочитавме нешто околу Мирко Попов и глума, драма. Па имам ја глумено. Времево ужасно брзо ни поминува. Да. Значи имам одглумено сигурно 7-8 улоги во театар и 7-8 улоги на филм. Осим тоа што имам одглумено 7-8 улоги по некои чудни филмови и театарски представи, дури еден филм имам напишано и ајде да речам го водев на некој начин, го продуцирав и го направив. Тоа е филмот за Канал 103, меѓу другото имам и филм направено за Канал 103 пред 7-8 години. Тоа е документарен филм и тоа е одличен од денешен аспект, особено одличен артефакт историски за тоа радио. Ќе остане како трага во времето. ПМГ колектив. Каде е Мирко Попов сега? Зошто се случи во две речени? Ние од 93 до 95 ја функционирав и настапував како Канал 103 и го правев истото она што го правам и со ПМГ после и денес. 95 имавме недоразбирање со водството на Македонска радио телевизија и на еден момент се растури таа екипа Канал 103 и многу луѓе отидоа на своји страни и јас више чувствував, пошто сакав да продолжам со истата активност, значи журки, издаваштво, активно бавење со културни настани во градот. Морав да смислам некое друго име под кое ќе настапувам, го смислив ПМГ колектив и од тогаш настапувам под тоа име ПМГ колектив, потоа прерасна во дискографска куќа. ПМГ Рекордингс, ПМГ колектив денеска е бенд со 10 албуми. Од 103 преку ПМГ колектив до политика или е лоша констатација кога употребив термин политика? Еден од джингловите на Канал 103, најпопуларните джинглови тоа време, фрешко и ушко мислам го има направено, викаше If I ever stop
thinking about music and politics. Што значи дека музиката и политиката се едно исто за мене. Мојата музиката која ја пишувам музика, пишувам текстови, е мојата политика. Тоа е мојот начин да го изразам своето политичко битие. И доста време бев задоволен со тоа. Од време на време се умешувам директно во оваа дневно политичка борба, повеќе на покана од некои луѓе, а понекогаш и самиот ја презимам одговорноста да се вмешам. Самата борба за опстанок на 103 од време на време беше борба против одредени политички гарнитури, против директно политичари. Самата борба за задржување на суштината на Младенски културен центар пред 2-3 години, кога беше под напад да монтираат некој директор кој мислам дека ќе уништеше приказната. Ние само иницијативно, не само ја, него 400-500 луѓе чинители активни на нашата градска и македонска културна сцена станавме и директно се боревме, ја пишував писмо, значи од време на време сам ја презимам таа некоја улога на бавење со политика, но секогаш во правец на задржување, за заштитување на нашите културни цели и културни позиции во градов. Значи, ја не сум заинтересиран да освојам власта или не знам да се занимавам да бидам некој директор, нешто, него ја само сакам да ги задржам или некоја сцена наша напредна прогресивна градска културна сцена да ги задржи позициите кои ги имаме изборено. Заради тоа што Мирко Скопски underground. Може ли така да се изразам? Еве така те доживуваат. не сум јас голем. Но сакам да кажам, кој е линкот меѓу политиката и андерграундот? Те сепак малку поинаку те доживуваат, поготово последно време. И твоите фанови дури. Не е од сега. Мислам, прво зборот андерграунд мене не ми е нешто многу омилен, али да, факт е дека колку и да се трудам, каде и да влезам, сум прерадикален за било кого. Значи, дури моето најмеко светло е прерадикално за било која друга сцена, осим нели нашата културна сцена. Така да, луѓето никогаш не ме доживувале, значи луѓето кои се по не андерграунд ме доживувале андерграунд. Луѓето кои се андерграунд ме доживувале као мејнстрим. Јас секогаш сум плутал негде у средината и мислам дека тоа е заради тоа што секогаш сум си дозволувал да зборувам и да застанам за она што пред она што верувам. Без разлика дали е тоа некој радикален во моментот се чини андерграунд став или некој чуден став кој на луѓето од андерграундот им делува пре мејнстрим. Јас само го правам она што мислам дека умеете да верувате и во музиката и во политиката. Поврзани се. Едно со друго, вие велите се поврзани. Не верувам дека јавноста ќе го дели тоа мислење. Добро, за тоа јас сум еден од оние ретки поекстремни личности кои се бавеле со многу размислување, многу слушање музика, многу пишување и едноставно јас ги поврзувам работите на едно друго ниво кое што јавноста, мислам дека сега не би сакал да звучам нескромно, ама не ги поврзува. Кај јавноста све е црно-бело или можеби црно-бело и сиво. И јавноста етикетира, тагира, јавноста ограничено гледа на работите. Ја не гледам ограничено на работите. За мене мојата музика е мојата политика. Ако влезам да се бавам со дневно политичка ствар, се бавам заради тоа што е поврзано со мојата култура. Јас не припаѓам на ни една партија, на ни една шизма, на ни една струја. Ја припаѓам на моите идеи, се борам за моите идеи. Ако се појавам во дневна политичка конотација, тоа значи дека ја имам некои културни интереси зашто сум таму. И тие културни интереси не завршуваат денес, утре и вчера, него гледам малку подолу. Затоа малку подолу во терминов, но јас еве и овде во Дистрикт наспроти мене некои соговорници кои ги прашам кога и како се одмараат од политиката, кога зборуваме за политиката, нели дека е предосадна, пренапорна и така натаму, главно ми да слушам музика. Затоа е малку неразбирливо ова твојата теза. За мене музиката е политика или политиката е, може ли политиката да биде музика? Многу е просто. Еве да речем ја доаѓам од милиена човек што слушал многу музика. Значи имам слушано многу сега. И создавал музика, да. Потоа и почнав да ја создавам. Слушајќи ја музиката, слушат еден куп луѓе кои пишуваат текстови. Тие текстови се занимаваат со се и се што од љубов преку најобични дневни ситуации и обработка на некои размислувања до директно политички теми. Но и најљубовните и најоние едноставни банални дневни теми се политички заради тоа што ве учат или ве формираат да размислувате на некој начин. Така да луѓето ја делат музиката на ангажирана, не ангажирана. Ја не ја делам. Музиката е цело време ангажирана. Кога ти си напишал нешто и си искочил во јавност со тоа, ти веќе кажуваш одреден став. Кој што ќе свати, кој што ќе прими од тој став, тоа е веќе друга работа. Има луѓе кои викаат дека се ангажирани, пишуваат текст. Тука ли да ја влечеме аналогијата меѓу музиката и политиката кај Мирко Попов конкретно? Цело време, 100%. Музиката и политиката е едното исто за мене. Кој ви е политички идол во Македонија? Немам таков.
Немам таков, заради тоа што мислам дека во овие сите 30 години стварно кубуриме со личности кои разбираат од малку повисоко ниво политиката, можеби Киро Глигоров малку повисоко вака ја разбираше приказната заради тоа што он дојде од една југословенска посериозна школа, но ако морам да кажам некој политичар кој мене навистина ми делува као, можам да го истакнам кој идол, би го истакнал Коча Поповиќ. Веројатно постарата публика знае кој е тој. Тој е и уметник, и партизан, значи војсководец, но и политичар. Значи, тук он ги собира сите работи, че бил човекот сурреалист, после го пробил обрачот на Сутјеска вон наредбата на Тито и на крај станал подпредседател на Југославија и министар за надворешни работи. Тој е мој идол. Јас како овие екипите од бекстејдж, од разните телевизии, сега ќе ве прашам, СДСМ или ВМРО, или Левица, или либерали? Видете, ако смеам да фатам вака општо да одговорам, вака СДСМ и ВМРО ВМРО пред јавноста вие си одговарате. Да, јас што и да кажам, јавноста ќе ме осуди во рамките на незините интереси или на незиното ниво. Така да, што и да кажам, во мој дел од јавноста можеби ќе ве напаѓа за вашите стави, дел ќе ве брани. Секогаш, видите, не ме интересира ни да ме напаѓаат, ни да ме бранат, мене ме интересира оној дел кој ќе разбере што кажувам. Или ќе размислува на таа тема без да се бави со бранење и напаѓање. Ја не сум тука ни да ме напаѓа, никој ни да ме брани, можам сам да се бранам, сам да се напаѓам. Не ми е потребно, не ги ни слушам, не ги ни читам тие работи. Но, да се вратиме на СДСМ и ВМРО. СДСМ и ВМРО се, не знам, државотворни или можеби властодржни, ако смеам да речам, не знам дали постои тој збор, властодржни партии во Република Македонија. И ја на нив гледам, познавајќи го нели како функционира светот, гледам на нив као партии кои се представници, всушност луѓе кои се представници на власта во Република Македонија. И јас многу често со оглед на мојата работа и нели веќе не сум андерграунд многу одамна, сум се развил во својата работа, со оглед на тоа дека не постои музичка индустрија во нашата држава, не постои музички пазар, јас сум инклинирам, сакал или не, ќе доаѓам во колизија или соработка со властите. Некогаш на власт е ВМРО, некогаш на власт е СДСМ. Мој интерес е кај властите да најдам на отворена врата, спремност за дискусија и соработка, заради тоа што јас сум упатен да соработувам со нив. Неретко сум се наоѓал у војна со нив или у некоја конфронтација, неретко сум се наоѓал у ситуација да соработувам. И ја би сакал ВМРО и СДСМ да бидат на ниво на свест дека они се представници на власта во Македонија, дека се они одговорни пред македонскиот народ, а не пред своите партиски војници и дека треба да работат за доброто на Македонија и на нејзината култура. Јас сум уверен дека ја работам за доброто на македонската култура и би сакал да најдам соработник во било која власт, дали е ВМРО, дали е СДСМ, дали е Левица. Некогаш ми се допаѓа поише некој друг, некогаш не ми се допаѓа никој, некогаш сум гласал за едните, некогаш сум гласал за другите. Тоа е све во зависност од тоа што нудат во моментот тие. Некогаш некои се конструктивни, некогаш се деструктивни. Малку како да релативизиравте. Не. Сепак бевте повикани од СДСМ на предизборните митинзи или на еден од предизборните митинзи, но не бевте повикани од ВМРО ДПН. Зошто не ме повикаа? Прашајте ги нив. Но вас ве прашам, зошто баш СДСМ ве повика? Ме повикаа заради тоа што претходното искуство кое го имавме, меѓусебно беше чиста конфронтација со градоначалникот околу една работа и ние успеавме да дојдеме до некое решение кое беше општо добро и они почувствуваа дека можеби ја ќе кажам нешто добро за градоначалникот и мислам дека го искористија мигот што градоначалникот имаше слух за нашите проблеми, всушност нашата конфронтација заврши на еден позитивен начин, плюс искрено никогаш не го скрив, не го скрив задоволството од овој градоначалник поради тоа што од неговата работа, не од него као личност, него неговата работа, заради тоа што господинот стварно се потруди. Изборите завршија и ова констатација е дозволена сега. Се потруди. Но излеговте на сцена и предизвикавте внимание во целокупната македонска јавност со една реченица. Скопје е диагноза. Се сеќавам на еден миг со една реченица, еден заменик министер за надворешни работи на времето стана председател на држава, толку популарен. Може ли ова Скопје диагноза пред да ни објасните во што е диагнозата и лекарот Мирко Попов, нели, на скопската диагноза, има ли лек, да ни каже, очекувате ли некоја понуда во град, во општина, на ниво на држава, некоја функција мала поголема? Јас сум токму во позицијата во која што ја мислам дека треба да бидам и сакам да бидам.
и не очекувам никаква ова понуда и дури да ја добиам, најверојатно нема да ја прифатам заради тоа што сето тоа, ако сум се појавил на нечив митинг, не значи дека јас сум представник или ги застапувам интересите на таа партија. Доаѓам да кажам јас што мислам. Утре ако ме викне ВМРО, ќе одам и на нивниот митинг да кажам што мислам. Ја немам никаков проблем да кажам било каде што мислам. И проблемот со тие мигови е дека луѓето одма етикетираат и тагираат, не можат да сватат дека има луѓе кои независно размислуваат и немаат проблем да бидат и против таа партија во исто време и за, поради тоа што не се тука партиите и политичарите само да ги врегаме. Тука се и да ги поправиме, да ги пофалиме. Значи мораме да имаме едно пошироко гледање. Денеска е популарно да се вреѓаат политичарите. Извинете, да ви доодговорам. Значи не очекувам и не добивам никаква функција. Ако смеам сега више да бидам дрзок, единствена функција која би прифатил, ова би било крал на Македонија. Тоа ми се допаѓа, кој би бил крал би прифатил. Никоја друга позиција, директор, градоначалник, тоа не ми се допаѓа. Кога државата би ја водиле браќата Грим, например, Со задоволство би прифатил. Но ајде да се вратиме на дијагнозата. Од каде ви излезе тоа? Се двумевте дали Не се двумев, го заборив зборот на блок. подготвен или зборот во моментот го ова или чекавте малку тензија публиката? Не, многу беше проста ситуација. Од диџеј сцените веројатно малку навежбано. Всушност многу побанална беше целата приказна. Ова идејата, тоест чувството за дијагноза дојде од една песна. Текст за песна, всушност веќе е готова песната, се уште не е издадена. Наскоро ќе излезе, наскоро го издавам 200-тото издание. Вие сака да кажете си направите промоција на новата песма на митингот на предизборниот митинг на политичка партија. Ова беше заклучокот. Зборот дијагноза искочи како заклучок од таа песна за мене лично, пошто приватна работа е дијагнозата. Значи, наскоро ќе искочи 200-тото издание на PMG Recordings, 200 имаме издадено со тој лейбл и ќе биде компилација на некој пресек на она што сега што се случува и песната Градот ме тера да пеам, ќе биде насловна песна на таа компилација, значи напишав една песна Градот ме тера да пеам и сватив одлична песна. Вика Градот ме тера да пеам, го живеам својот сон, Градот ме тера да пеам, грешам половина тон. Пошто нели грешат, као што сгрешив кога го употребив зборот дијагноза, не сгрешив со зборот, него го заборев во моментот имав блокада и направив мала драмска пауза која всушност изгледа ми се освети негативно, значи се работеше за недоволно искуство во ораторство. Кој како го разбра, некој можеби очекуваше тензијата малку да порасне, што ќе каже Мирко Попов во моментот. Но значи просто приказна. Ја напишав песната, си реков која ти е оваа Мирко песма, ова ти е 100-та песна за Скопје. Јас сум опседнат со Скопје од мал. Цело време сакам Скопје да биде Њу Йорк, Лондон. Јас сакам да живеам фантастично во Скопје. Ја цел живот тоа работам. Си стварам прво на себе околина. Ако ја прашам, сакате да живеете скопски во Скопје? Да, сакам да биде као Њу Йорк, Лондон. И со 100-тата песма за Скопје почнав да се зборам Мирко, што ти е тебе? Која ти е оваа песма поред за Скопје? Па тебе Скопје ти е дијагноза. Значи Скопје е мојата дијагноза. Која е вашата? Добро, поставете вашата дијагноза и Скопје. А дијагнозата на Скопје, како ја гледа Мирко Попов и посебно кој е лекот? Си наслушавме во предвечерието на овие локални избори како се не е направено во Скопје и како се ќе се направи во Скопје. Скопје е една хаотична метропола на една многу млада држава. Млада држава подразбира млада по сите параметри, па и по искуство на самовладење. Ја мислам дека една од главните проблеми у Македонија па и у Скопје е неискуството во самовладење. Значи се уште не сме доволно искусни за да знаеме што е добро за нас. Ние се уште немаме, ВМРО и СДСМ се уште немаат заеднички именител да речат наш заеднички интерес на Македонија. Тука не правиме, не се караме, после тоа се караме за све. Се уште не сме стигнали значи до основниот наш интерес. И тоа е главниот проблем. Затоа и Скопје е хаотично, кој стигнеш сака гради. Ние градиме од 91 наому по наш памет. Претходно Југославија градеше. Така да ако погледнете Скопје 2014 или Дебармало, целата таа градежна мафија е резултат на неискуство во планирање и градење. Така да на Скопје му треба прво, ако ја више се прашам, некоја инфраструктура на граѓаните да им се обезбедат оние основни овакви услови за полесен премин низ градот, така да и тоа и култура. Ако више бараме лек, пошто без култура ништо друго нема да се деси. Луѓе кои се образовани на одредено културно ниво и наслушани, начитани, нагледани, ќе имаат и пософистицирани потреби. Уметник се гледа и вака идеалистички, малку јас ги примам вашите пораки. Јас сум идеалист меѓу другото. Ајде малку на вулгарноста на политиката да вратам на оваа дневна. Што прогнозира Мирко Попов? Предпоставам ги следите и политичките збиднувања воопшто. Сега со смарт телефониве и така натаму постојано. Да, сакал некел морам да... Но ќе има ли
предвремени избори или ќе има ново парламентарно мнозинство, што вели музичкиот нерв на Попов? Да бидам искрен, никогаш Или зашто сте вие всушност? никогаш не се сериозно не седнам да размислувам дневно политички. Значи не гледам телевизија, не читам новини, не гледам вести више 20 години. Уопште не ме интересира. Сакам некој дознавам работи и размислувам во рамките на што мене ми одговара во моментот. Импулсивно? Па и импулсивно понекогаш и правам и грешки и све, но јас сум научен да живеам у разни видови на режими, да соработувам или да се конфронтирам со нив, но и да опстанам. И се надевам дека ќе успеам уште 2-30 години да го направам тоа. Така да дали ќе има нов градоначалник, дали ќе има ново мнозинство, искрено не ме интересира. Тоа што мислам ќе го кажам. Ако некој ме викне ќе кажам што мислам. Ако мислам дека некого треба да поддржам, ќе поддржам. Не сакам да зборам лошо за другите, не сакам никога да деградирам или да негирам. Мислам дури и тоа мое излагање или таму пред тие луѓе, никого нит деградирав, нит негирав. Добро, но Мирко Попов. Сакам да кажам, не ме интересира, само сакам да продолжам да работам својата работа и сакам да се снајдам и да опстанам во било кој вид на Така е, но тоа да се случува треба да има некоја политичка опција што вас и на сите нам ќе ни дава некаква гаранција за овие ваши амбиции. Вие сте релативно млад човек, родител сте, перспектива за вас, за вашите деца или можеби генерацијата после вас вратата за надвор ја гледа како За жал генерацијата после нас единствено ја гледа вратата за надвор и тоа е заради тоа што живееме во 30 години на ужасно неодговорни политичари, ужасно неодговорни луѓе кои никогаш не размислуваат да направат некоја перспектива или да направат некаков план. Немаме државна политика у следниве 10, 15, 20, 50 години, немаме културна политика, немаме ништо, све е на едно, на две, на три. Ако треба, али ако ме прашувате што ја лично во моментот, мислам дека да кажав кого поддржувам во моментот. Не знам што да кажам понатаму. Сигурно тоа е и интимна работа, немам ни право да навлегувам, но вака ќе ве прашам, ние кога зборувате што ни треба, како ни треба, што треба политичките партии да прават, зошто Мирко Попов, дел од вашата генерација, дел од вака како вас слободоумни граѓани не влезат во политичките партии, па однатре таа конјунктура да развижат. На овие локални избори се појавија многу градски, условно да речам, фаци, кои постојано нешто забележуваат те на едните, на вторите, на третите, но никогаш не се фатија да се впрегнат да влезат во тие големи структури кои се моќни да променат нешто или да постават некои фундаменти на општеството за кое цело време говориш. Затоа велам идеалистички гледања, но уметниците и на тоа имаат право. Прашувам, зошто Мирко Попов, дел од твоите истомисленици, слободоумни уметници, граѓани, академски и така натаму не влезат во политиката и однатре да ја променат. Зашто ние сме сведоци дека како гаргаме, простите на изразот, многу не помагаме на општеството, па дори и ние од нашава професија во новинарството. Ова е најбитното, всушност централното прашање ако веќе разговараме на овие теми, заради тоа што тука лежи решението на приказната, зашто не е подобро. Сите ние кога бевме клинци, кога растевме и што се рачунаме за ужасно паметни, сите сакавме да бидеме рок звезди, сите сакавме да бидеме Девид Бови, никој не кеше од нас да преземе одговорност да влезе во политиката. Една од причините зашто денеска е ситуацијата лоша, као што нели јас се жалам дека е лоша, е заради тоа што токму луѓето како нас не преземаа одговорност и не влегоа. И всушност тоа е заразно и понатаму луѓето не преземаат. И се додека луѓето пообразовани, по-профилирани, поодговорни, попаметни не влезат во политиката и да влијаат од внатре малку подобро и него подигнат нивото, нема да се смени ништо. И да, лично се сметам себе за одговорен за тоа, лично го сметам за еден од своите пропусти. Искрено не сум зажалил зашто не се бавам со тоа повеќе, но да, многу ми е жал што не можам повеќе да влијам на тие токови. Вие сте сосема во право кога ќе кажете дека ние уметниците денеска навистина и не можеме да влијаме толку многу. Еве ќе ме покани некоја партија, ќе искочам, ќе кажам нешто, никој не ни слуша што сум кажал. Јас само служам за после за тагирање, омаловажување и да се препуцаваат луѓето меѓу себе, што значи дека не успевам дури ни критичка мисла да предизвикам некој да седне и да размисли. Ја не знам дали во врвовите на партиите некој размислува кој што кажал и како кажал, дали некој се занимава со тоа или исклучиво се бават само со препуцавање и Така да, голема одговорноста на луѓето како нас и се додека луѓето како нас кои се сметаат за малку попросветлени не влезат и од внатре не покушаваат да придвижат таа работа кон позитивни овакви некои цели, нема ни да се смени, нема ни да биде подобро и нашата критика многу често ќе биде само празна критика, оние кои изиграваат
независни, денеска е модерно да бидеш независен и сите да ги критикуваш, тоа не е независност, тоа е чист популизам по мене. Така да конструктивната критика не е више критика, конструктивната критика мора да се пренесе внатре во партиите кои ја држат власта. Кога спомнавте не се независни, некои туку се популистички појави, помисливте може би на вашите колеги по музиката, двајцата кандидати за градоначалници на Скопје, Петар и Да бидам искрен, не би сакал да ги коментирам, да коментирам моето следно прашање е кога Мирко Попов мисли активно да влезе во политиката, од тој аспект да прашам, бидејќи сакам да кажам, веќе уметниците, еве ако низ примерот на тие 20 тргнеме, не би ги коментирал заради тоа што мислам дека нивните причини зашто они се занимаваа со ова не беа нити искрени, нити сериозни. Мислам дека од некои лични побуди или од поише од некои неетички причини они таму беа присутни. Мислам дека не е сериозно да прифатаме Мирко Попов дали би се бавил со политика. Ја не би прифатил да бидам кандидат на избори за градоначалник доколку не би имал шанса да победам. Тие знаат дека нема да победат и не разбирам зашто би се кандидирал ако немам шанса да победам. Малку ми го земавте зборот, сакав да ја прашам, но вие веќе одговоривте. И јас лично претпоставам и широката скопска и македонска и поширока публика, тие двајца ги доживуваше како победници до сега. Сега наеднаш сами се пријавија да бидат поразени, но тоа е можеби моје лично субјективно мислење. Ги почитувам како колеги, тоа е нивна работа. Би сакал да ги видам овде во дистрикт, се разбира, ќе бидат поканети, се надевам и нели ако прифатат веројатно и ќе дадат по одговори кои се мотивите и поривите нивни за тоа. Јас сега сакам да ве прашам, бидејќи сме при крај на со времето за дистрикт, кој ве облекува? Пантоланите што ги носите се викаат старомодно чакшири или моделот е таков. Јас малку се распрашав, овде веќе никој не шие такви работи, многу ги користеле порано на времето, нели, од чоја. Вашите се веројатно по софистициран материјал. Имате собствен Шнајдер овде во Скопје или? Би сакал да кажам Ивсен Лоран или барем Александар Ношпал, нашиот врвен креатор, но за жал јас не сум ни толку богат, уште помалку имам време да имам свој, али би сакал да имам свој, и шеф, и би сакал да имам и свој креатор. Сам се облекувам, овие чакшири коштаат $10, $15 од интернет се наручуваат, али од секогаш сум имал одредена тенденција да отприлике знам како сакам да изгледам мојата силуета и имам некоја мала визија како би сакал да изгледам и тоа да биде некоја комбинација на некој. Мислам дека имам големо влијание од тоа како изгледа луѓето у стриповите нацртани, кога бев мал Мебиус, Зоран Јањетов, ја бев многу влезен во тие стрипови, ми се свига како изгледаат луѓето у тие стрипови и мислам дека од таму ги носам своите идеи, да не се трудам отприлике така да. Сега и доставката веројатно е бесплатна, обично на рекламата. Па не е никогаш доставка бесплатна, али ефтино е. Ајде да завршиме со она што е ваша и животна и службена и приватна и секаква со поривот музички. Нешто спомнавте во текот на разговорот. Што точно ќе соопштите на јавноста и на вашите фанови? Што подготвува Мирко? Со што ќе ги изненади? За Скопје спомнавте, плюс уште нешто? Па, оваа година, например, веќе издадов 2 албума со моите 2 различни проекта, PMG колектив као бенд, 9-ти албум, Кантон 6, друг мој проект, 3-ти албум во некоја джез варијанта. А коронава живи настапи? Многу беше проблем и тешко, али еве сега полека почнува. На 12 ноември имаме промоција на албумот со Кантон 6. Државата, Министерството за култура помага нешто? Не ме прашувате, навистина е дубиозна целата таа приказна, луѓето обично очекуваат некој како мене дека е поддржан. Јас сум навистина она ужасно стаен на страна, без разлика дали е ВМРО или СДСМ, секогаш сум некој маргини. Има од време на време луѓе кои разбираат што работам па ме поддржуваат, но не сите. Така да све е тоа многу дубиозно, ја не би сакал да навлегувам ни за министерство, да зборам ни за град, ни за никој. Ова работите што ги правам согласно својата совест. Да, аплицирам, се трудам поради тоа што ми требаат повеќе пари да ги решам, да ги направам моите идеи, заради тоа што сум возрастен, имам многу идеи, комплексни се и не застанувам со работата, нонстоп пишувам нови песни, нонстоп пишувам нова музика. Значи 200-то издание на PMG Recording се следно што ќе го издадам, потоа ќе има и компилацијски албум на PMG колектив, мојот бенд. Значи
дупла плоча планирам да издам следната година и имам собрано голем бенд од 8 души, PMG колектив сега звучи како никогаш до сега, како ние големи светски бендови. Стадионски сакам да кажам, имам многу проекти, многу работа, не застанувам, немам намера да застанам што и да се случува, ќе се борам и ќе продолжам да ја терам мојава идеја или мојава политика, ако смеам да речем дека е политика. Кога спомнавте политика, некој ќе ми префали веројатно како за квиз и дека не ми доликува, но ако добиете покана да директно да влезете во некоја партија на стартна убава позиција, ВМРО или СДСМ? Во зависност од поканата. ВМРО или СДСМ, Мирко? Во зависност од поканата. Мирко Попов, ВМРО или СДСМ? Нема никогаш да одговорам, мислам може да биде некоја трета, не? Значи амбициите политички, ако Не, немам амбиции политички. функција. Значи моите амбиции се следниве. Јас сакам да ги работам, а ние работи што ги работам. И спремен сум да влезам у коалиција со било кој ќе ми овозможи слобода и простор да ги работам работите кои ја ги работам, ако смета дека тоа за него е корисно. Јас сметам дека е корисно за Македонија и би соработувал со било кој органи на Македонија кои ќе мислат дека тоа ја што го работам е корисно и ќе ми остават слобода да го работам. Не сакам позиции, не сакам да влезам на позиции, сакам само простор и слобода да ја работам работата што ја работам. Јас сум на мојата и добра ми е мојата Ќе позиција. дочекаме ли тоа да ни се случува без политички партии? Не, нема да дочекаме, политичките партии се тука да останат, бипартискиот систем е тука и уште некое време ќе трае. Не можам да гледам премногу во иднината, работите очигледно се менуваат, ако се смени климата и ако се сменат тие услови, ќе се сменат сигурно и тие услови, но барем сега во некоја блиска догледна иднина, ние сме осудени на овие две партии и све друго ќе се стопува. Овие две партии ние мораме да најдеме начин како ќе соработуваме меѓу себе и тие две партии да најдат како ќе соработуваат меѓу себе, барем на едно базично ниво и сите ние да најдеме начин како ќе соработуваме со нив, не само да ги плукаме, него и да најдеме начин како ќе функционираме, заради тоа што пулкањето и конфронтациите ни се одбиваат од глава. Политика и музика, музика и политика, Дистрикт, Цивил прес студио. Мирко Попов, ви благодарам. Јас ви благодарам и на вас.